втор пораз за македонската ракометна репрезентација на светското првенство во Германија. Овој пат од европскиот шампион Шпанија со 32-21. Мундијалскиот спектакл е во фокусот на вниманието, а една од најдобрите ракометарки во историјата на Македонија, Индира Кастратовиќ, даде свое видување за нашата репрезентација. Кастратовиќ за ексклузив зборува за поразот со Шпанија, кој за неа бил најтежок надпревар, но ја има и прогнозата за вечерашниот решавачки надпревар со Исланд. Кога веќе се слушнавме синоќа, паметам дека ти веќе беше пред екраните, го следеше надпреварот со Шпанија. Како помина според тебе? Па добро, нормално емотивно сите тешко ни падна вчерашниот надпревар, затоа што изгубивме, али можам да кажам дека прво полувреме бевме сите напнати, бевме сретни, затоа што мислам дека стварно првото полувреме беше нешто што ние треба да го покажуваме цело време, затоа што се играше еден квалитетен и еден светски ракомет. Добро, Индира, знаеме дека вака сега се обидуваш да не бидеш фина, нежна, меѓутоа кога веќе се гледа надпревар, еве вчерашниот токму со Шпанија, Македонија, како ти реагираш ако некој не фрли топка како што треба, не изигра таа игра? Па добро, нормално. Дали знаеш да опсуеш? Не псујам, инаку не псујам, али знаем да викам, знаем зошто не си шутнал тамо и некогаш знаем да бранам затоа што сум била и ја играч. Не сме ние компјутери, не можеме сите. Секогаш си од страна, секогаш од страна гледаш се најдобро и мислаш, да сум ово, ја би вака направил. Не, тоа се моменти. Со оглед на тоа дека имаш богата кариера зад себе, кој за тебе беше најтежок надпревар да го изнесеш, да го дадеш најдоброто од себе? За мене? Па добро, нормално дека полуфинале у Лига шампиона, кога игравме со Ларвик, тоа беше најтежок надпревар тамо кога изгубивме 7 разлика и кога сите не отпиша и кога дојдовме во Скопје, кога требаше да победиме и победивме. Што се случувало зад вратите? Дали Индира знала да заплаче ако изгуби некаков надпревар? Па тоа е нормално, тоа е нормално. Кој е тој? Па добро, ево ти кажав јас рецимо тој надпревар кога у Ларвик, кога мислевме стварно дека нема да одиме у финале, тоа беше многу тежок надпревар за сите нас, и за нација, а и за сите нас ракометарки и стручниот штаб тогашен. Али ние сме спортисти такви, поготово кога се тие големи такмичења. Значи едно е Лига шампиона, а сосема е поинако ово такмичење светското и европско, каде ти за еден ден мораш веќе да го заборавиш тој надпревар што беше вчера, мораш веќе денеска да се подготвиш, да бидеш максимално спремен на оние што ти се тука. Дали ги паметиш головите кои што ти си ги дала во твојата кариера? Која е големата бројка? Па добро, јас имам на светското првенство у Германија 71 гол најдобар стрелец бев тамо. Тоа е колку голови, не знам, тоа е таа што сум тамо била најдобар стрелец и што тоа останува за цел живот, али мислам дека голови не се битни, после се бројат победите и местата и пласманот кој завршивме таа година. Меѓутоа тука се поставува прашањето зошто женскиот ракомет не е толку гледан или поддржуван или да е популарен, да кажеме, меѓу другите гледачи на љубителите на ракометот? Па добро, Македонија имаше едно време кога беше кометал, кога имаше само кометал такви резултати што правеа, сега се тоа Вардар и Металург машките, секогаш кај публика, секогаш се машките тие што се поинтересни за гледање од жените. Не знам зошто е тоа така, али ете се дешава. Кога ќе се спомене машкиот ракомет, кога се потсетуваат многумина на најдобриот ракометар кај нас Кира Лазаров, што после него? Дали постои некаков лик, дали е женски ракометар или машки, кој што ќе го наследи него? Па мислам дека ќе се најде да наследи, како што беше Пепи Манасков. Сигурно викавме порано Пепи Манасков, дали ќе има некој после Пепи Манасков, па дојде Кире Лазаров, па сигурно се тука и Талевски, и Кузмановски. Има деца кои, ја ги викам деца 2009, кои тек треба да играат и треба им време. Индира, веќе сме при крај на нашиот разговор и за крај би ве прашала вашата прогноза за денешниот надпревар во 18 часот со Исланд. Што мислите, што ќе ни донесе овој надпревар, зависно од тоа дали ќе победиме или ќе изгубиме? Па нормално дека размислувам дека само тоа ми е мислата дека ќе победиме. Значи ни у еден друг момент не размислувам што би било кад би било. Јас мислам дека момците можат и они сите знаат дека е ово денот каде треба да не кажам како финале, пред финале, ама мислам дека се
Они едни зрели ракометари кои знаат што им значи овој ден. И нормално дека не само ја, него цела Македонија и македонска јавност е спремна и чека тој 18 сати да бодриме и да бидеме уз нив и се надеваме нормално на најдобро. Пошто знаеме дека ако победиме денеска одиме како трети во втор круг, а ако изгубиме, онда ни се шансите, знаеме какви се, не се никакви шанси. Значи сите само тежнеме кон тоа да победиме и да одиме понатаму.